Од февруари годинава учениците кои ја следат наставата на македонски јазик во гимназијата Кирил Пејчиновиќ привремено беа сместени во основното училиште Гоце Делчев. Причина за тоа беа оштетувањата на објектот кои кулминираа со паѓањето на дел од покривот. Во текот на летниот период се реконструираше бараката како и централната зграда на Тетовската гимназија. И во централниот објект на Тетовската гимназија и во бараките на Тетовската гимназија имавме градежни запати кои што се повторно во тек, затоа што имаше многу работи кои што требаше да се изведат. Тие работни активности што беа планирани со договорот со Министерството за образование за централниот објект, тие веќе се завршени. Сме во разговори со повторно со Министерството за образование и со Светска банка да продолжиме и со други градежни активности и да се завршат оние работи кои што не беа завршени во централниот објект. Исто така при крај се и во најголема мерка се завршени и работиве во бараките кај што беа сместени учениците по македонски наставен јазик. Мислам дека се е подготвено и овие престојни работи кои што мислиме за дека за овој месец ќе бидат завршени. И така до 1 септември учениците подготвено ќе започнат учебната година. Гимназијата Кирил Пејчиновиќ со над 3100 ученици е најголемото училиште во Европа. Заради тоа од секторот за образование најавуваат нејзина поделба на два правни субјекти. Се надевам дека од 1 септември ќе имаме два одделни субјекта, имајќи предвид дека Тетовската гимназија е најголемо средно училиште во Европа со 3150 ученика. Нашата заложба е подигање на квалитетот на училиштава, училишта каде што ќе има оптимален број на ученици во една училница и затоа сме ова година фокусирани во Тетовската гимназија да се примат ученици само оние кои што ги исполнуваат условите за упис во гимназијата и затоа не отидовме на намалување на критериумите при упис на учениците. Ќе формираме ученици со оптимален број на ученици, тоа значи 25, 6 или 27 ученика максимално во еден клас. Имајте предвид дека мината година имаше по 34 ученика во еден клас. Се со цел да се подигне квалитетот на гимназијата и Тетовската гимназија повторно да биде она прочуена гимназија од старите времења. Доколку општина Тетово има потреба за нови објекти или за поделба на гимназијата, секако дека треба да се обрати според закон до Министерството за образование и наука и до владата, а владата после и Министерството одлучуваат врз основа на севкупната анализа и во основа на потребите. Сега за сега има доставено барање од општина Тетово за нов субјект за гимназијата во Тетово, значи гимназијата да биде поделена во два субјекта. Меѓутоа, поделбата нема да значи дека ќе биде врз етничка основа, туку ќе биде врз основа на потребите на гимназијата во Тетово. Просторниот проблем во гимназијата Кирил Пејчиновиќ трае повеќе од една деценија. Наставата се одвива на 3 различни локации.